Странските студенти кои студираат во Република Македонија задолжително треба да го регулираат својот престој, за да се избегнат можните недоразбирања. Начинот и потребната документација за решавање на нивниот статус бе објаснети денес на работилница во Државниот универзитет во Тетово. Обврската за пријавување и регулирање на привремен престој имаат сите странски државјани кои имаат намера и студираат во Република Македонија. Не можеме да манипулираме со конкретни бројки, но таа може да биде од 1000 па и повеќе, бидејќи обврската е за сите. Постапката е регулирана во Законот за странците. Таму се објаснети постапките и начинот на добивање на привремен престој. Не се работи за долга постапка, повеќе за постапка која има одредени, лимитирани и задолжителни документи кои треба да се достават, но не се работи за многу комплицирана постапка. Проблеми во регистрирањето на странците нема. Има проблеми таму каде што истите не сакаат да го регулираат привремениот престој, односно се обидуваат без да имат регулиран престој да го остваруваат правото на студирање. Инаку проблеми за евентирање немаме. Постапките се регулирани во Законот за странци. Тој предвидува визи исклучиво на државјани на држави кои во Република Македонија влегуваат со визи, односно она што е со виза режим. Цел Балкан е предвидено дека влегуваат без визи, но истите имаат обврска да имаат решение за дозволување на привремен престој и дозвола за привремен престој. Значи, исклучени се со визите, но мора да ги имаат документите за привремен престој. Состанокот го организираше секторот за внатрешни работи Тетово во соработка со регионалниот центар за гранични работи Север.